Во ова издание на Newsflash ке гледате. Продолжуваат напорите за смирување на тензиите меѓу Москва и Киев, во Украина вклучени и цивили во случај на војна со Русија. Каква висока технологија користи Кина на Олимписките игри за да ги заштити посетителите и спортистите од пандемијата? Како и кој го слави Свети Валентајн во Охрид? Ке ви кажеме повеќе. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Наумовски. Украинскиот претседател Володомир Зеленски е домакин на германскиот канцелар Олаф Шолц денес во Киев, кога се очекува да разговараат за руско-украинската криза. Шолц, кој во вторник ќе отпатува за Москва на средба со рускиот претседател Владимир Путин, повика на деескалација на односите со Русија, пишувајќи на Твитер дека на тамошна воена агресија ќе донесе сериозни последици. Тој рече дека активностите на Русија представуваат многу сериозна закана за мирот во Европа. Русија ги негираше своите планови за инвазија на Украина. Председателот Џо Бајден пак го увери Зеленски во телефонски разговор во неделата на американската посветеност на суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина. А од останатите вести, како што напорите за смирување на тензиите меѓу Москва и Киев продолжуваат, цивили покрај границата планираат што да направат доколку Русија ја нападне Украина. Олена Адаменко беше таму. 40-годишната Јулија Витковска е медицинска сестра и резервистка за територијалните одбранбени сили во североисточна Украина. Достатньо одного пакету раду, щоб... Да се биде на само 50 километри од руската граница не е далеку. Една граната, градот Суми ќе биде под руини. Не сакам да седам и да чекам некој да дојде да не спаси. Мајка ми е постара и болна, син ми е студент. Ќе го однесам семејството подалеку од тука, а јас ќе останам за да го чувам домот. Не сакам некој окупатор да живее тука. Активистот Андрей Букин вели дека Витковска не е сама. 2/3 од моите пријатели ќе го бранат Сумскиот регион и градот преку официјални или волонтерски организации. Проблемот е особено сериозен ако така наречените мали зелени мажи се појават тука како во 2014 во Крим. Ова е Константинивка, еден од околу 30 градови во Сумскиот регион во близина на руската граница. А од на тие сторони ме зваме Од другата страна, каде што се гледаат нивите со зеленчук е Русија. Плантажите на луѓето се веднаш до границата. Микола Торјанюк е председавач со заедницата Хотин, која вклучува 10 локални села. За сега, вели тој, нема многу активност. До сегодняшниот моменту Понекогаш гледаме мали авиони, наши и нивни, но тивко е. Локалните официјални лица велат дека се зборува за зголемување на бројот на војните сили во Сумскиот регион. Іде обговорення спільно з Міністерством оборони. Заедно со Министерството за одбрана разговаравме за можноста за една или повеќе бригади овде. Во текот на февруари ќе имаме вежби со територијалните одбранбени сили. Но Јулија Витковска вели дека не се подготвени колку што е потребно. Я не бачу тие віддачі від... Не гледам соодветен одговор од структурите. Невозможно е да се подготвите со една или две вежби. Таа планира да почне одбранбена обука за цивили, заедно со некои од незините пријатели, во обид да се подготват за несигурна иднина. А на зимските олимписки игри во Пекинг во 2022 година Кина користи технологија за да ги заштити спортистите и посетителите како дел од мерките на предпазливост околу пандемијата. Но за некои од посетителите постои загриженост за безбедноста и приватноста. Известува Мишел Квин. За 4-кратниот олимпиец Крис Мастер, игрите оваа година се поинакви поради пандемијата. Нема навивачки групи. Од олимпискиот балон, каде спортистите и посетителите се следат за COVID-19, спијат, јадат и се надпреваруваат одвоени од другиот дел на Пекинг, олимпијадата изгледа поинаку и доаѓа со повеќе технологија поради пандемијата. Но со технологијата доаѓа и загриженоста за приватноста и безбедноста, особено во Кина. Групите за човекови права го критикуваат Пекинг поради цензурата на интернетот и дигиталниот надзор на неговите граѓани. FBI ги советуваше посетителите на Олимпиското село да ги остават личните телефони дома и да користат привремени. Но и покрај тоа постои загриженост дека кинеските власти ги следат дигиталните движења на посетителите.
Мислам дека е многу важно да земете нов уред без никакви дополнителни апликации, да имате кратки и едноставни разговори, да не откривате никакви лични информации што кинеската влада би можела да ги собере од вас. Американските власти постојано ја обвинуваат Кина и други земји дека користат кибернетски напади за да крадат информации и за шпионажа. Но државно спонзориран напад на зимските олимписки игри во Пекинг во 2022 година е малку веројатен, велат експертите, со оглед на блиските геополитички врски на Кина со држави како Русија и Северна Кореја, од каде потекнуваат тие напади. Сепак, Американската агенција предупреди дека Олимпијадата може да е нападната од така наречени хактивисти, кои сакаат да го свртат вниманието кон некоја нивна кауза. Технологијата одигра клучна улога во напорите на Кина да го спречи ширењето на COVID-19 надвор и внатре во Олимпиското село. Роботите се главна потпора. Тие прават и испорачуваат храна, чистат подови, се за да им помогнат на луѓето да одржат физичка дистанца. Од посетителите се бара да инсталираат апликација на нивните телефони, каде што внесуваат дневна температура и информации за тестирање на вируси. Позитивен тест значи отстранување од игрите. Пријавениот безбедносен пропуст во апликацијата е поправен, велат властите на Олимпијадата во Пекинг, а се собираат само ограничен број податоци. Додека спортистите се стремат да донесат медали дома, тие исто така работат да се заштитат себе си дигитално. Дел од охридските дукени беа декорирани за празникот на љубовта Свети Валентин. За разлика од помладите, повозрастните пак го празнуваат Свети Трифун, заштитникот на лозарите и градинарите. Мики Трајковски од Охрид има повеќе. Десетината рачно изработени срциња му даваат посебна убавина на излогот на еден од дуканите во Охридската чаршија. Украсен во боите на љубовта, истиот го привлекуваше вниманието на минувачите. Собственичката Албертина вели дека им биле потребни околу 3 часа за да се изгледа како што треба. Да, све е рачна изработка, срцињата, комплетно е све и мечината, све е рачна изработка што е тука направено. Срцето е символ на љубовта и затоа е све така во црвена боја и мечината рачно ги изработуваме. Ама се доста интересни и доста продавани. Со мала инвестиција може убаво да изгледат и да привлечите внимание кон муштериите. Иако не многу на број, најиновативните дуканчи се потрудиле символично да го одбележат Свети Валентин или денот на влюбените, а Албертина посакува овој нејзин пример да го следат и останатите. Би било интересно секаде да биде така украсено, за младите да му е интересно да имат атракција. Подароци за Свети Валентин купуваат посебно младите на своите сакани. За разлика од помладите, повозрастните велат дека го слават празникот Свети Трифун, заштитникот на лозарите и градинарите. Жена на Свети Валентин, јас Свети Трифун. Зошто? Па да парираме. Разбираш, за ово семејство да бидите окей. А подарувате ли вие за Свети Валентин? Знаете ли да подарите нешто? Обавезно. Што најмногу? Цвеќе ќе да подариш. А Свети Трифун со кого го прославувате? Со најдобрите пријатели. Славам Свети Валентин и Свети Трифун. Како ги славиме? Па ништо, со партнерот си спремаме вечера, си гледаме филмови или можеби негде ќе се прошетаме и така уз чаша добро вино ги славиме и двете. Ја го признавам Свети Трифун. Зошто? Па, зашто наш празник. Знаете ли некојаш да добиете поклон па и за Свети Валентин? Не, пошто и сопругот го има истото мислење. Така да, а пошто керката го слави Свети Валентин, не и за и на зетот им купувам нешто. Изгледа по старите генерации Свети Трифун, зашто е наш светец, да речем. А помладите? Помладите прифатија од Западот. У моје време никој не го спомнувал Свети Валентин. Она што ги поврзува и двата празници е што се слават во еден исти ден, 14 февруари. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Без разлика дали ја славите љубовта или виното, и двете одат заедно. Од мене толку, пријатно.